Вака денес сме собрани на еден важен, исклучително важен настан, малку да зголемиме свесноста и да проговориме малку повеќе за одредени теми, а тоа е напред се органодарителството. Како педијатар и гастроентерохепатолог, а воопшто како човек, сметам дека давањето на органодарителството представува највисок хуман чин кој што може еден човек да даде во текот на своето живење. Навистина, како педијатар, ние се соочуваме со голем број на предизвици, особено кај помалите пациенти, кои што се највулнерабилната група на деца, особено децата до првата година, како болести, билијардни атрези, метаболни заболувања, потоа автоимуни заболувања, може би тука да дојдат некои тумори и така натаму во текот на педијатрискиот период. Тоа е период кога ние треба навремено да поставиме дијагноза, понекогаш и консултации со некои центри, светски центри, а понатака да можеме да обработиме пациентот, секако и оние потенцијални кандидати кои што може да бидат донори кога станува збор за органодарителство и тоа особено за хепарот или црниот дроб. Црниот дроб не постои живот, тоа е орган без кој што не може ниту еден човек да живее. Тоа е најголемата лабораторија во нашиот организам. Поради тоа, можеби некогаш се потребни неколку часа, ние брзо да одреагираме и да најдеме соодветен дарител кој што ќе може да го спаси животот на тоа дете. Ние секојдневно имаме различни предизвици, но се заеднички, тимски, некогаш сме поврзани со други гранки од педијатријата, па дури и со одредени лаборатории, кога заеднички одлучуваме кога, во кој момент детето треба да се прати покрај конзервативниот третман, да се прати и на трансплантација. Секако ние работиме по европски протоколи, пред се да се обработи самиот пациент, понатака да се обработи тој кој што може да биде потенцијален донор и дали може да спрема возраста, спрема големината на црниот дроб, има параметри по кои што ние работиме и понатака се одлучуваме веќе да го припремиме пациентот за да биде донор во соодветна установа. Навистина, тие предизвици практично се мотив за нашата работа, за нашето витисување, да кажам, во полето на оваа тема, бидејќи насмевката кога ќе ги видиме тие деца преживеани, тие семејства, нема поголема радост за нас како лекари, како професионалци, како луѓе пред се.